Поштовани гледачи, добар ден. Добре, дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Екипата на Бразди беше во Кина на едно патување заедно со нашето најрепрезентативно здружение на пчелари, одбрани пчелари од цела Македонија, беа во посета на Кина, односно беа да видат кои се мерките и кои се работите што треба да се преземат за борбата со тропилелапсот. Тоа е еден нов паразит, нов ектопаразит кој што се прикачува на пчелата, паразит кој што до неодамна го имаше само на азиската пчела, на цераната, а од неодамна е преиден и на европската пчела. Полека се шири тој паразит, дојде некаде до Грузија, до Турција, стравувањата се дека полека ќе го освојува и европското тло. И нашите пчелари појдоа во Кина со тамошните пчелари, со науката, да разменат искуства, знаења, како, доколку се прошири тој паразит, како да се справат со него, кои се мерките и како, ако може некако и да се спречи неговото ширење, што би било уште подобро за светски рамки да не дојде тој паразит. Само за споредба, вароата која што е присутна повеќе од 50 години кај нас во Македонија како паразит во пчеларството, прави проблеми кај пчелата, но вароата ако се остави да не се третира, можеби за 2 до 3 години ќе го ослаби и ќе го уништи пчелното семејство, додека овој нов тропилелапс крлеш, помал поситен, може за 2 до 3 месеци да уништи едно пчелно семејство, само говори за неговата сериозност и за неговата закана и зошто цел свет е вознемирен од ширењето и од префрлањето на европската пчела и зошто цел свет е фокусиран, целата научна јавност е фокусирана како да се најдат начини и модели. Тука е вклучен и нашиот факултет за земјоделски науки и храна во сите тие светски истражувања, во светски анализи и преку репортажата од Кина ќе видите каде бевме, што увидоа нашите пчелари, со какви знаења се вратија и што се работи таму, бидејќи таму го имаат паразитот и таму директно прават и експерименти со него и му бараат начини, модели како да се добие битката со овој паразит. Тука се и стручните совети околу градинарите, околу заштитата во овој период на она што го имаат како производство, така да бидете со нас, подготвуваме една доста интересна емисија. Продолжува доделувањето на субвенцијата за зелена нафта. Во подрачните канцеларии на Министерството за земјоделство, на земјоделците веќе почна да им се доделуваат картичките за зелена нафта. Со оваа мерка ќе бидат годинава опфатени 46.270 земјоделци, за чија поддршка се издвоени 8,7 милиони евра. Од Министерството за земјоделство појаснуваат дека делењето на ваучери е започнато, а субвенции за зелена нафта ќе земаат и оние категории земјоделци што претходно не беа вметнати во така наречената програма за зелена нафта. Со модификацијата направени се реални пресметки за тоа колкава е потребната количина на нафтен дериват за секоја земјоделска култура и спрема таа основна се врши поделбата на бонови за субвенционираната зелена нафта. Новина е тоа што во програмата за тоа кој ќе добие зелена нафта вметнати се тутунарите и сточарите, за и тие да бидат опфатени и да добијат стимулација. Расте незадоволството кај одгледувачите на овци од неисплатените субвенции за овците за 2024. Сточарите крајно разочарани од државата, бидејќи последната информација од Министерството за земјоделство што ја добиле е дека субвенциите што треба да им се доисплатат за 2024 ќе ги земат во ноември, после завршувањето на локалните избори. Според Бошевски, председателот на Сдруженијето на одгледувачи на овци и современ сточар, фармерите се револтирани, гневни и разочарани, што во пресрет на зимата кога најмногу им се потребни пари за да обезбедат храна за стоката, тие се оставени без пари и заборавени од државата. Јавно прашуваат зошто се чекаше цела година за да се исплатат ланските субвенции, па сега да биде изговор дека имало избори и не можело да се исплатат поддршки за земјоделците. Уште пострашно е што веќе трета година поред не се исплатени парите за овчарите што ги вработуваат по трлата, во време кога имаат намалени откупни цени на јагнето и кога субвенцијата од 2000 денари по грло ја имаат земено само 600 денари, лани пред нова година. Производителите на црвена пиперка ајварка се разочарани од текот на откупот годинава. Пиперките се ценат нереално. Земјоделци од Пелагониско се жалат дека е срамно убавиот род годинава да се плаќа по мизерна откупна цена. Според нив пиперките се ценат во пониска класа од реалната и се земаат по 20 денари за килограм, како втора класа. Реагираат дека договорената откупна цена на црвената пиперка ајварка годинава беше 45 денари за прва и втора 35, за втора 20 и 15 денари за килограм трета класа, што според нив не се почитува во целост и на земјоделците им се земат родот за многу ниска откупна цена.
Владата официјално ја усвои Националната стратегија за консолидација на земјиштето за 2025 до 2035, клучен стратешки документ кој поставува јасна насока за трансформација на земјоделскиот сектор на државата, поддршка на руралниот развој и унапредување на еколошката одржливост во наредната деценија. Консолидацијата на земјиштето е клучен приоритет по напорите државата да се справи со структурните предизвици во земјоделскиот сектор, како што се прекумерната расцепканост на земјиштето, ситните парцели со неправилна форма, мали земјоделски стопанства, напуштено обработливо земјиште и застарена земјоделска инфраструктура. Овие структурни слабости имаат негативно влијание врз ефикасноста, конкурентноста и долгорочниот развој на руралните заедници. Главната тема за денешната емисија ни е посетата на Кина, посетата на пчеларите во Кина и искуството кој што ги стекнаа нашите пчелари. Сдруженијето МАГБИ беше со своите представници, беше во посета, во неколкудневна посета во Кина, по пчеларници, по научни институции, ние бевме како екипа со нив и вие представуваме целата репортажа од таму. Што се видоа, какви впечатоци се вратија пред се од Кина, како земја која што е многу осовременета, многу е економски силна и она што го видовме на вистина дава импресивен впечаток и видовме дека таму како се научните пристапи, како се за битката со тропилелапсот, бидејќи таму веќе го имаат, и ја видовме и нивната азиски тип на пчела, односно Апис церана. Сите тие аспекти ги пренесуваме преку нивните искуства и преку репортажата за престојот во Кина. Пчелари од Македонија од Сдруженијето МАГБИ во посета на Кина. Овие искусни пчелари, кои се воедно и селекционери на Апис мелифера македоника, беа пречекани од професор доктор Александар Узунов од Факултетот за земјоделски науки и храна, кој во Кинеската академија на науки во Институтот за земјоделство преку соработката со ФЗНХ е директно вклучен во светски најзначајните истражувања поврзани со ектопаразитот тропилелапс, кој до неодамна го имаше само на азиската пчела Апис дорзата, а одскоро е префрлен и на европската пчела Апис мелифера. Во Кина, под раководство на професор Узунов и на професор Чао Чен, се изведуваат бројни истражувања за тоа кои се методите за рано откривање, како и за начинот како да се држи под контрола овој паразит да не направи штети погубни за пчеларите. Професор, се наоѓаме можеби на другиот крај на светот, слободно вака да го кажеме, во една институција која што тука за нив представува нешто во науката на вистина сериозно и од оно што го гледаме на вистина импресивно, огромни лаборатории, доста истражувања. Каде сме сега и што се работи тука? Се наоѓаме во лабораторијата на одделението за селекција и за заштита на генетските ресурси на медоносните пчели во Кина, поточно во една од лабораториите на Кинеската академија за земјоделски науки, која воедно е една од водечките научно-истражувачки институции во областа на земјоделството и посебно пчеларството, со која неодамна Факултетот за земјоделски науки и храна ја официализираше соработката за реализација на 4 приоритетни цели. Прво е детерминација на биодиверзитетот и заштитата на генетските ресурси на сите медоносни пчели во Кина, имајќи во предвид дека во Кина екзистираат повеќе видови на медоносни пчели, приоритет е даден на источната медоносна пчела или Апис церана, потоа воведување на селекциски програми за нејзино подобрување, генетско подобрување и за нејзино зачувување, со иницирање на тие програми во 2 провинции во централна и јужна Кина и уште една дополнителна програма во Пекинг. Со колегите од Кинеската академија работиме и на подобрување на методите за контрола на спарување, поточно методата за временски одложено спарување на матиците и трутовите. Тоа е метода која што ние претходно во Македонија и некои други европски држави ја подобрувавме и ја тестиравме, меѓутоа сега заедно со колегите од Пекинг имаме можност да ја надградиме на сосема друго ниво со воведување на молекуларни анализи за верификација или потврда на успешноста на примената на тие методи за контрола
на спарување и воедно воведување на современи технолошки решенија за подобрување на апликативноста или применливоста на овие методи во услови на комерцијално или хоби пчеларење. На крај, како четврт приоритет е контролата на ектопаразитите Varroa destructor и Tropilelaps mercedese, поточно повеќе на вториот паразит кој што представува и актуелен ризик и актуелен предизвик за македонското, европското и светското пчеларство, па така со колегите се обидуваме подобро да ја разбереме биологијата и репродукцијата на овој паразит и воедно да ги подобриме методите за негова ефикасна детекција и контрола со примена на биотехничките методи, повеќе методите за прекин на легло. Ја спомнавте одложувањето на спарувањето, го работите тука и другите методи ги работите, кој е практичноста? Што ќе значи тоа за обичниот пчелар? Еве, кога ќе завршите со истражувањата, сите тие поместување на границите, кој е крајната цел и практичната примена од аспект да се земе дека вештачкото осеменување на матиците е сепак и за нив болен процес, и мачен, и скап процес, не е толку практичен за секој пчелар. Да, тоа е точно. Целта е да се замени инструменталното осеменување, бидејќи инструменталното осеменување повлекува ресурси, потребна е обука на технички кадар, потребно е опремување на лабораториските услови. Со примената на овој метод за временски одложено спарување на матиците и трутовите, ние се обидуваме да го приближиме тој метод и да го поедноставиме да може да биде применлив за пчеларите. Едноставно кажано, со помалку инвестиции, да можат повеќе матици да бидат спарени под услови на контролирано спарување, бидејќи знаеме дека капацитетот на инструменталното осеменување, еве да кажеме на еден ден е ограничен, овдека го зголемуваме значително и со тоа ќе придонесеме за поефикасно спроведување на селекцијските програми. Како што гледате, сите елементи овие се поврзани во еден цел комплекс наречен селекцијска програма. Ако го земеме во предвид овој мост, оваа врска меѓу Кина и Македонија, ресурсите кои се тука и знаењето кое ние го носиме, може ли да се направи една паралела споредба? Ние колку и да сме можеби технолошки и технички поназад, но јас еве колку што знам, вие со селекцијата доста имате напреднато со Сдруженијето Магби на пример. Да, тука е интересна е таа споредба, таа паралела да се направи, бидејќи како што вие кажате ги видовте условите за работа тука и за спроведување на истражувања и проекти. Од една страна тоа е супериорен, да речам, атрибут и еден квалитет на кинеската академија, меѓутоа од друга страна она што јас имав можност да го приметам е дека има еден хендикеп практично на неповрзување на науката со апликацијата. Нешто што да речеме во Македонија е понапред, бидејќи ние од Факултетот за земјоделски науки и храна сме тесно поврзани со земјоделското производство и науката и истражувањата што се спроведуваат се наменети и се ставени во функција на подобрување на производството. Тоа е и целта на истражувањата. Меѓутоа овдека во Кина тој мост практично не е добро воспоставен и гледаме во споредување на условите во Македонија и во Кина да им помогнеме и на колегите во Кина подобро да го разберат тој елемент, тој сегмент. Тропилелапсот како ектопаразит. Од неодамна го научивме неговото име и за бргу цел свет го дозна и веќе во грч, во страв од ширењето него. Информацијата дека се прошири од азиската на европската пчела ги вклучи алармите, стигнате некаде до Грузија, но фактот што тука го има веќе подолго време, многу ги олеснува работите за да научиме повеќе за непријателот. Еден од приоритетите што ги наведов е изучувањето на биологијата на Tropilelaps mercedese како еден од сега моменталните ризици во светското и европското пчеларство. Имаме тука можност од прва рака во лабораториски и во теренски услови да изучиме биологијата, да работиме на истражувања поврзани со патологијата, потоа да развиваме методи за полесна детекција или брза детекција на паразитот и на крај еден посебен сегмент, посебен дел е посветен на контролата, тоест
употребата на методите за контрола на паразитот. Она што е интересно и важно е дека, како што кажав, можеме да спроведуваме на две нивоа, и лабораториски и теренски, во пчеларниците во регионот на Пекинг. Меѓутоа, истражувањата се проширени и во соработка со колегите од Грузија, Италија, Велика Британија и Хрватска, во Грузија и во Тајланд. Го спомнавте ширењето. Кој сценарио според вас е поверојатно? Дека ќе дојде преку Грузија, ќе го заобиколи Црното море, или преку Турција? Како се последните информации од терен, или можеби некаде дали се кријат информации од страв дека ќе се означи земјата дека има тропилелапс? Нашата предпоставка беше дека таа рута ќе биде јужната рута преку Грузија и Турција. Меѓутоа сега имаме непотврдени, неофицијални информации дека тропилелапсот се наоѓа веќе во Белорусија. Меѓутоа чекаме се официјална потврда на таа информација, а она што не изненадува е дека во суштина таа јужна рута преку Грузија и Турција дека не напредува така брзо како што се стравуваше, како што очекувавме. И една причина зошто е тоа така, во консултација со колегите од Турција, ја разговарав пред некое време, ми кажаа дека турските пчелари се апсолутно свесни за присуството на тропилелапсот во Грузија и во едноставно во шок и паника, поради што и самите применуваат несистематски и неконтролирана употреба на хемиски средства. Да, тоа е панична реакција, очекувана панична реакција, која што секако допринесува за успорување на тој прогрес, географско проширување на тропилелапсот. Меѓутоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите, бидејќи тие напори, ако не се организирани и систематски координирани, најчесто и не даваат плод, туку е само прашање на време кога ќе биде детектиран за прв пат тропилелапсот и потврден во Турција. Примената на мерките за прекин на легло, дали може да се применат и кај нас како една од мерките? Еве една споредба, во Роата пред 50 на години немаше интернет, немаше телевизии, немаше кој да алармира, да се најде начин како да се прекине, и веќе имаме од домакинето кај нас. Но веќе сме 21 век со вакви современи наука и технологии, дали можеме некако да успориме, да прекинеме, да најдеме мерки за контрола? Да, ако направиме споредба што се случувало пред 50 години и сега, во секој случај очигледно е дека сознанијата, информациите, самото обуката на пчеларите, ете класичен пример и посетата на македонските пчелари во Пекинг, е дека тој цел процес е подинамичен и подобро може да се справат пчеларите со овој нов ектопаразит. Да, затоа и работат во светот, работат неколку тимови, меѓу кои и нашиот, и на тој начин се обидуваме што е можно побрзо, сега стварно се интензивни истражувањата, што е можно побрзо да ги дознаеме клучните аспекти во биологијата и патологијата на паразитот, со цел да предложиме мерки кои што ќе им помогнат на пчеларите. Една од тие мерки беше развивање на методот за брзо отклопување на леглото, со кое што веќе е прифатено како метода која што е лесно применлива во пчеларски. И тоа се разработува уште попрактична да биде? Точно, за тоа ќе информирам, се надевам, во наредниот период, меѓутоа и сега во оваа фаза е прифатено. И она што вие го спомнавте за прекинот на легло, тоа е дефинитивно еден од пристапите со кои што пчеларите ќе можат да се справуваат и да го контролираат тропилелапсот, бидејќи за разлика од вароата, тропилелапсот има еден хендикеп, а тоа е до сега тоа што знаеме дека не се храни на возрастните пчели, па така едноставно кажано дека со прекин на леглото во пчелното семејство можеме многу полесно да го контролираме. И тоа е шансата да се обидеме да избегнеме масовната употреба на хемиските средства за борба против ектопаразитите. Што е најново? Кои се некои најнови сознанија, најнови истражувања поврзани со тропилелапсот? Да, најново е тоа што е веќе се најверојатно наскоро ќе биде објавено. Тоа е еден труд во кој што практички ги аргументираме
и имаме докази за тоа дека тропилелапсот успешно може да премине и во процесот на роење на пчелното семејство. Успеавме да ги детектираме паразитите во пчелите работнички, во излетничките кои што се во ројот и на тој начин да покажеме дека со процесот на роење, кој што е природен процес кај медоносните пчели, географската експанзија на тропилелапсот е возможна. И дополнителен интересен факт е дека успеавме за прв пат да идентификуваме машка единка од тропилелапсот во таа популација која што беше идентификувана во ројот. Нова тема, вие сте еден од главните соработници на една книга која што е можеби првата книга која што ќе даде јасни цели, насоки, одговори околу тропилелапсот. Кога ќе излезе, има ли интерес кај светската јавност? Бидејќи од сите страни се чекаат информација, плюс како жедни се за да се осознаат работите, да го осознаат непријателот, за да знаат какви мерки да се преземат на тоа. Да, книгата е веќе во процес на печатење, последните подготовки и проверки се веќе завршени. Очекуваме да биде публикувана во средината на октомври. Тоа е еден проект или еден производ кој што е во соработка со колегите од Англија, Хрватска и Грузија, како резултат на нашите повеќе годишни истражувања во Тајланд, Кина и во Грузија. И тоа е точно прва таква литературна единица, тоа е прв таков производ кој што ќе им овозможи да нови сознанија на пчеларите ширум светот. Па и на науката. И на науката, меѓутоа начинот на кој што се е подготвена книгата и на кој што се обраќаме ние пред се пчеларите на еден едноставен начин и со користење на QR кодови за визуализација на дел од тие процеси, да им помогнеме на пчеларите подобро да се запознаат со биологијата, со патологијата, со детекцијата, кои се методите за лесно и ефикасно детектирање на паразитот и нормално еден голем дел во книгата се однесува на контрола на самиот паразит, тоест примената на различни методи за негова контрола. Група пчелари, необични пчелари, можеби да кажеме одбрани пчелари, селекционери, врвни пчелари се во посета тука кај вас во Кина, на овие институции. Сдруженијето МАКБИ има што да видат, што да научат. Во некои делови во Кина, бидејќи ја има веќе тропилелапсот, со некои од мерките, со прекин на легло, можеби од прва рака ги видоа работите, колку ќе значи тоа за нив и за подготвеноста за понатаму. Да, тоа беше и целта на поканата и сега или на посетата на МАКБИ сдруженијето, кое што слободно можам да кажам едно од најнапредните и авангардни сдруженија, пчеларски сдруженија во Македонија, е да директно се запознаат и да разменат искуство со кинеските пчелари кои што долг временски период се во наводници се борат со тропилелапсот и они се на неколку дневна посета во Пекинг и во лабораториите при Кинеската академија и имаа можност да ги видат истражувачките капацитети, да се запознаат со одредени проекти кои што сега се спроведуваат, да научат некои нови аспекти, да отворат кошница директно, да опибаат. Да, и не само со западната медоносна пчела, туку има шанса за прв пат и да се запознаат со источната медоносна пчела, тоест Апис церана. Факултетот за земјоделски науки и храна со Кинеската академија за наука и за земјоделски науки има соработка и во тој аспект таа соработка помогна и ваквите научни да се направи еден мост за пренос на знаењата од наука и од практични аспекти и нашите пчелари, но и нивните да добиеме повеќе сили да бидат вклучени во битката со тропилелапсот. Факултетот за земјоделски науки и храна, тоест Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како плод на соработката што има со Кинеската академија на науки, наши колеги професори, конкретно колегата професор доктор Александар Зунов, интензивно е вклучен во тимот од експерти на светско ниво, во санација на тие штетни последици кои што го предизвикува тој крлеж на пчелите. Врз база на таа научна соработка, нашиот колега е вклучен во истражувањата и во изнаоѓањата на методи решенија за санација на последиците од тој штетни кој што се појавува кај пчелите и медоносните пчели, кој што може да предизвика сериозни штети на пчеларството на светско ниво, па и конкретно во Македонија. Како факултет доста посветувате внимание на пчеларството, доста
се даде акцент, еве и самиот парк на пчелата и бројни манифестации кои што факултетот ги поддржува, останува таа насока да се поддржува еден од најважните инсекти и за самото земјоделство. Апсолутно, ние стално кажуваме дека без пчелите, без пчелните семејства нема опрашување, немаме воштарство, немаме лозарство, немаме градинарство, затоа што еден начините за опрашување, добивање на плодови квалитетни од земјоделските производи кои што гледуваме и целата флора во Македонија и во светот е пчелата. Ние како факултет посветуваме, како што кажавте, огромно внимание со постојањето на паркот на пчелите, со просторите кои што ги даваме на пчеларските здруженија во Македонија за нивни средби, за нивни размена на искуства. Исто така, знаете, сега сме во кус период пред симпозиумот во кој што се одржува во Охрид од 8 до 10 октомври, кај што пчеларите има посебна секција пчеларство. Според информациите кои што ги имам, околу 32 труда абстракти се пријавени со сериозна бројка, каде што голем број и од пчеларите во Македонија ќе дојдат на таа сесија да слушаат. Имаме експерти од надвор, домашни експерти со трудови кои што ќе ги разработуваат различни теми од пчеларството. Тука е професор Александар Узунов, тука е професорката Хрисула Кипријановска, која што е исто така на катедрата за пчеларство, кој што има што да кажат на пчеларите во Македонија и на пчеларите кои што ќе дојдат од страна. Размена на искуства, размена на идеи, сето на кое што е добро за пчеларството во Македонија и во светот. Пчеларите кои што беа во Кина, задоволни од посетата преку своето здружение МАГБИ, тие ги пренесуваат своите впечатоци што таму видоа и што доживеа, какви информации носат назад во своето здружение. Така, ова е уште едно патување реализирано на МАГБИ преку Факултетот за земјоделски науки и храна. Сега сме во Кина, по прв пат, стварно интересно, импресивно патување. Сега сме во близината на Пекинг, на некои 150-170 километри од Пекинг. Два пчеларника посетивме, кои се на институтот во Пекинг за истражување. Сретнавме два вида на пчели. За нас е навистина прв пат да видиме церана, тип на пчела церана, која е многу поразлична од нашата Апис mellifera македоника. Разговаравме со неколку стручни лица тука што произведуваат мед, што произведуваат матици, сосема друга технологија, сосема друг начин на работа со пчеливе, така да се нешто ново и ново ќе научиме. Од аспект на болести штетници, видовме разни начини на третман тука, но она што е по-специфична работа е што тука го има тропилелапсот. Тоа е нешто нов вид на крлеш кој што се заканува дека може да се прошири кон Европа. Дали тука ви покажа техники кои ги применуваат апи техники за контрола, за борба, па и за другите болести? Така, за типот церана пчела добивме на информација дека тој вид на пчела лесно се справува со тој паразит, и со тропилелапсот и со крлежот. За утре во програма ќе одиме во лабораторијата каде што таму го имаат тој паразит. Ќе поразговараме, тие имаат начин на справување, мислам дека се доста развиени во тој поглед. Се надевам ќе добиеме добри информации за да примениме нешто и кај нас во наша пракса. Дали имаше што да се види на ова патување, да се научат некои нови работи, што може да се применат и во Македонија, некои разлики да се направат, сепак се работи за другата страна на светот, за се е комплетно различно од кај нас. Така, Кина често велиме друга димензија на држава, друг свет велиме кај нас, и стварно е така. Друга природа, друг начин на работа со пчелите, други луѓе, сосема друга култура, сосема поразлично од нас. Секако дека ќе се најдат начин да се спореди со нас и нешто се прифати. Се надевам ќе има поголем дел на начин, на средства, на обука, на нивно искуство. Тука имат 4-5 вида на пчели, различни од нашите, така да секако дека ќе има корист од ова патување. Па видовме доста и страшлени, огромни, па дури и начини како се справуват и со страшлените. Да, на многу едноставен начин, слично е како кај нас со раствор на мед и вода, со посебни стапици. Доста видовме како се собираат. Имаат штети и кај нив, тие се малку поразлични од нашите, али сепак се истата намена имаат ги уништуваат пчелите. Значи, моментално се наоѓаме на некои 150 км од Пекинг, на пчеларникот на Си. Дојдовме да видиме на кој начин работат овде кинезите, дојдовме да видиме други врсти на пчели, да ја видиме церана.
кои беа карактеристични разлики меѓу нашата пчела и цераната? Што прво уочивте големина, помало, поголемо, прополис има, нема, лесно за работа? Цераната е пчела што нема прополис, она исклучиво има восок. Не е како кај нас рамките да се лепат од прополис. Помала е, за разлика од нашата Дава ли повеќе мед? македоника, нешто тука кажуваат дека нешто како 10 килограми по пчелно семејство. Видовме дека со голи раце буквално бркнавте пчели, ги зимавте, уште да ги погалите. До толку се мирни, до толку е тоа селекција некоја направена, може да се достигне тоа ниво кај нас? Значи цераната е доста мирна пчела, али тука играе улога и на самите пчелари со добра селекција. Мислам дека е... Може и македоника да дојде до тоа ниво? Може да дојде и македоника до тоа ниво. Ние во МАКБИ на таа проблематика работиме, така да и ние имаме прилично мирни пчели. Сега сме наоѓаме во ботаничката градина, националната ботаничка градина на Кина. Тоа е во близина на Пекинг, каде сите можни растенија кои постојат во Кина се донесени тука. И секако мора место да се најде за пчелата, бидејќи таа е дел од тој биодиверзитет и има големо значење за Кина. Пчелите во Кина заземаат значајно место, бидејќи тие се водечка сила во светот по број на кошници, имаат 15 милиона кошници, што е една импозантна бројка и секако мора да се обрне внимание на тој сегмент. Ние сме овде дојдени преку Сдруженијето Македонска пчела. Тоа е Сдружение за заштита на македонската автохтона пчела Апис мелифера македоника. Што е попознато како МАКБИ? Како МАКБИ познато, секако. Повеќе така не знаат, но еве да појасниме малку. И ова ексклузивна можност, сепак нели треба да имаме домаќини кога одиме некаде, тоа ни го возможи Кинеската академија за земјоделски науки. Тоа е една од врвните институции во Кина, која покрај останатите растенија и животни и инсекти има значајно место посветено на пчелите поради истата причина, бидејќи Кина сепак нели знаеме дека е водечка светска сила во производство на пчелни производи. И се гордееме на ова што стигнавме до една таква велесила, да не кажем, во пчеларството, а сме, да кажеме, една мала држава во Европа која еве овде, за жал, повеќето кинези кои ги среќаваме не знаат дека постоиме. Значи тоа е една, како да кажем, голем дострел на нашето здружение. Мислам дека тоа е врвот во светот за пчеларство. Во овие изминати неколку дена ги посетивме и академијата, ги видовме лабораториите, кај се одвиваат некои многу комплексни врвни истражувања. Посетивме пчеларник и таму се одвиваат истражувања. Тука во ботаничката градина гледаме се прават и тука истражувања. Кој ви остави вака впечаток и како мислите до каде ги терат истражувањата, кои им се насоките, правците, дали преку сите тие истражувања гледат да дојдат до нешто да ви поедностават на крајот на вас на пчеларите? Секако дека тоа е научна институција која пред се тоа го прави во интерес на пчелата и во интерес на луѓето, бидејќи ние сепак имаме некаква корист од пчелите, собираме пчелни производи и во тој контекст постојат и овие институции. Може да се пофалам дека еве ние како здружение во Македонија, МАКБИ, од 2012 година правиме тестирање и селектирање на матици. Значи, тоа реков, не сте обични пчелари во посета на Кина. Тоа е нешто со што можеме да се пофалиме, бидејќи ние сме сепак мала држава со мали ресурси, не сме Кина, не сме Америка, не сме Германија, но во тој дел на селектирање на пчелни семејства на матици на нашиот вид. И за зачувување на нашиот вид Апис мелифера македоника, веќе може да се пофалиме дека работиме од 2012 година. Имаме 6 циклуси веќе, траат по 2 години ова селекција. Имаме 15 пчеларници, по 12 пчелни семејства, тоа е 180.
Значи во еден циклус од 2 години тестираме и селектираме 180 пчелни семејства. Кога тоа ќе го помножиме со 6 циклуси од 2012 година, тоа е над 1000 матици. Може да се пофалиме дека еве во Кина тоа не го прават толку долго време. Они почнаа со таква селекција и тестирање пред се за нивната апис церана. Тие имаат тука друга пчела, не е нашата апис мелифера. И по некој сличен образец кој ние го правиме во Македонија, и тие овде работат на институтот. Значи може да се пофалиме дека еве ние во Македонија имаме некакво ниво во однос на науката. Она што е разлика и што е специфика и што беше дел од посетата е новиот крлеш, ектопаразитот Tropidea laps. Нешто што тука го имаат, а што ние сме во Грч и во страв дека полека ни се шири кон Европа. Какви истражувања видовте за Tropidea lapsот, какви информации ви укажали на некои механизми, пчеларски техники кои што можат многу да помогнат да се спречи ширењето, а евентуално некој дојде како да биде битката на контрола и на справување со Tropidea lapsот, бидејќи они тука веќе го имаат. Првата причина поради која дојдовме овде е селекцијата на матици и да видиме искуство, да размениме како тие тоа го прават на апис церана, како тоа ние го правиме на апис мелифера, македоника. А втората голема причина поради која сме овде е тој Tropidea laps, бидејќи тој е веќе на вратата на Европа. Тој е стигнат до Грузија и се очекува дека во многу брзо време, дали преку Турција или Украина, ќе стигне и до нашата територија и ќе се судриме со проблемите кои тој ги носи со себе. Да. Го видовме овде во живо како изгледа. Тоа кај нас во Македонија немаме прилика да го видиме, бидејќи не постои се уште. За среќа не постои, но се очекува, се предпоставува дека многу брзо ќе се појави на нашите терени и во нашите пчеларници. И затоа треба да бидеме спремни како да го пречекаме и како да најдеме начин да го ставиме под контрола, бидејќи вароодеструктор за 2 години уништува едно пчелно семејство ако не е под контрола. Додека Tropidea lapsот едно пчелно семејство го уништува за 3 месеци ако не е ставен под контрола. Значи опасноста е голема од него и се надеваме дека еве од овде ќе пренесеме некои искуство, некои знаење да можеме да се справиме со тој Tropidea laps. Ако гледаме веројатно пред 50 години немало интернет, немало кој да каже да луѓе пазите да не се пренесе кај вас. Таа си се пренела, се одомакинила и сега нема спас од неа. Овде барем сега современите науки, современите технологии не можуваат да го следиме, да го знаеме до кај ако можеме и да го спречиме. Да, тоа е паразит кој не постои на територија на Европа, тоа е азиски паразит кој се пренел на европската пчела и европската пчела нема механизми за одбрана од него и за заштита од него. Еве и нашите родители, дедовци одгледувале пчели во трмки, во кошници и кога стигнал овде паразитот во Македонија, да кажеме, и во Европа, тие воопшто не знаеле дека тој е присутен во кошници. Дури многу покасно се открило што е проблемот и зошто умират пчелните семејства. Така да, еве ние сега имаме можност да го видиме тој Tropidea laps, да видиме како ќе се справуваат со него и евентуално, ако се појави, кога ќе се појави, да имаме начин да го спречиме неговата штета што е предизвикува во пчелното семејство. Од Кина сите се вратија воодушевени од економскиот развој и напредокот на оваа далечна азиска земја. Не можевме да се изнагледаме на бројните модерни патишта со голем број на ленти, но и со вкрстувања и преклопувања кои често се провлекуваа со километри едне врз други качени цели автопати на столбови во воздух. Модерните железници не оставија без зборови. Огромни железнички станици кои повеќе наликуваа на аеродроми со голем број на перони и возови кои достигнуваат 400 км на час, без да почувствувате дека сте на шини. За чистиот воздух пак во Пекинг, кој до неодамна беше еден од позагадените градови, веќе одамна не се разговара, бидејќи загадување нема. Насекаде имаат зеленило, автомобилите и моторчињата се на струја, а автомобил на бензин во главниот град може да возите само ако ви се паднат таблици на лотарија, која се организира 2 пати во годината. Но автомобили не ви треба, бидејќи во Пекинг е најголемата мрежа од подземното метро,
со должина од 700 километри, каде дневно се пренесуваат 11 милиони патници до своите дестинации, во возови без возачи управувани од централен електронски систем длабоко под земјата. Возовите во метрото во утринскиот шпиц доаѓаат на 1 минута до 2 најмногу, додека во текот на денот ги има на секој 5 минути. За да купите билет за возење, тука, како и за се друго, пари не ви требаат да ги имате в джеб, бидејќи градот и државата функционира со наплата преку апликација, односно од својот телефон, безконтактно се плаќа се. Во Кина не може да сретнете ѓубре или прашинка. Иако се гради и во текот на ноќта, прашина нема во градот, а хигиената е на највисоко ниво. Од традиционалните места кои мора да се посетат, пчеларите ги посетија забранетиот град. Видоа како се живеело порано во Кина, во така наречените хутонзи, каде во круг со внатрешен заеднички двор функционирале цели семејства, кои се правеле заедно, а денес се претворени во туристичка атракција. Забранетиот град, кој сега е отворен за јавноста, само ја доловува традицијата на некогашното живење на династиите кои владееле со Кина. Она што никако не смее да се пропушти е посетата на Кинескиот зид, кој е еден од светските чуда, со вкупна должина од 20.000 километри. Ова е најголемата градба на светот. Со право, Кинескиот зид е едно од најголемите и најимпресивни архитектонски остварувања во историјата. И додека Пекинг е повеќе свртен кон историјата, традицијата и моменталниот политички и административен живот, Шангај е кинескиот Њујорк. Од тука се одвива трговијата со цел свет, за што сведочат и огромните облакодери. Главната кула е со висина од 632 метри, односно со 128 ката, и е втора најголема кула во светот. Искачувањето до 118-тиот кат, кој е направен целиот во стакло за да го посетуваат туристи, е со најбрзиот лифт, кој за само 55 секунди ве носи во облаците, без да почувствувате кога тргнува, а кога застанува, при тоа движејќи се со брзина од 70 км на час, а погледот од врвот на светот не остави без зборови. Ја посетивме и летната палата, како и Националната ботаничка градина, каде се сместени и дел од пчелите на Академијата. Во малиот музеј на пчеларството видовме и фосил на пчела на камен. Покрај запознавањето со традицијата и историјата на Кина, пчеларите посетија една од најголемите фабрики за откуп и преработка на мед и пчелни производи. Производството во Кина е составено од 15 милиони пчелни семејства, најголемото производство на мед во светот. Заминуваме од Кина со желба повторно да се вратиме. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во стручните совети акцент става на превентивната заштита во овој период од годината. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имајте пријатно неделно попладне.